Нека во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос се отпочнеме и таа неделна утринска богослужба и да го прославиме Неговото име сите заедно со песната број 2. Прославете го в небесата и се што има на земјата, Создателот на вселената, воспевајте, величете, извикнете и воскликнете. Отца славете, Синот славете и Светиот Дух прославете го. Бог еден е во три лица, величествен, семоќен, Отец Создател, Син Спасител и Дух Утешител. Број 2. Славете го небесата и се што има на земјата, Создателот на вселената. Воспевајте, величете, извикнете и воскликнете. Отца славете, Сина славете и Светиот Дух прославете го. Бог еден во три лица, величествен, семоќен, Отец Создател, Син Спасител и Дух Утешител. Алелуја, 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 амин, Во продолжение ќе го прочитам Псалм 100. 100-ти псалм вели вака: Воскликни му на Господ цела земјо, служете му на Господ со радост, излегувајте пред Него со восклик. Знаете дека Господ е Бог, дека Тој не создаде нас, а не ние самите. Негови сме, Негов народ и овци од Неговото пасиште. Влегувајте низ Неговите порти со славословие, во Неговите дворови со песна. Славете го, фалете го името Негово, зашто добар е Господ. Неговата милост е вечна и Неговата верност е од род во род. Нека слава на Бога да испееме песната број 328.
решение. Svoj život jaz da posvetam na mojom Bog i Spasitelj. Vesel den, greh koga toj mi oprosti. Srce to mi go očisti, nov život mi podari. Vesel den, Isus go prosti mojom greh. Jaz reken sum pokraj njegov, zapečaten sum za nebo. Vodom od Boží dojde, so pesni mu blagodara. Vesel den, greh koga toj mi oprosti. Srce to mi go očisti, nov život mi podari. Vesel den, Isus go prosti mojom greh. Isus prozbore i svojo duch predaje. Na mojom greh go odnese i kaj sebe me privleče. Vesel den, greh koga toj mi oprosti. Srce to mi go izčisti, nov život mi podari. Vesel den, Isus go prosti mojom greh. O srce moje, smiri se,
пред кога Тој ми прости. Срцето ми очисти и живото ми подари. Весел ден, Исус го прости мојот грех. Дигнал последниот ми час од овој живот Боже мој. Со радост се бидам јас, со одлучив да бидам Твој. Весел ден, гревот кога ми прости. Срцето ми очисти, живото ми подари. Весел ден, Исус го прости крајот грех. Сега ќе замолам да се справите с молитва. Највесел ден е тој ден, Господи, кога еден грешник се обраќа кон Тебе во покаяние и во понизност, барајќи Ти да го подигнеш, да му опростиш, да му дадеш нов живот. Највесел ден е тој кога застануваме пред Тебе, Ти го ослободуваш срцето наше од секаков бреме, од секаков терет, од секоја вина заради гревот, кога дозволуваш повторно да дишеме, да можеме да живееме. И срце исполнети со радост од Тебе, можеме да воскликнуваме, да се веселиме, да Те прославуваме. Заради спасението од Тебе, о Господи, кој Ти го испрати до секој еден од нас. Бидејќи Ти дојде да не побараш и да не спасиш нас загубените во гревот на овој свет. Ти дојде да не побараш и да не спасиш нас осамените, разочараните, напуштените, потиштените. Ти доаѓаш и го бараш секој оној кој што повикува за помош, бара да му биде помогнато, погледнува кон Тебе и очекува од Тебе. Ти благодариме за тоа што Ти нас не пронајде во нашиот грев, додека бевме далеко од Тебе, додека не Те познававме. Ти дојде да не побараш, да ни откриеш Твојата огромна љубов и Твојата милост во Твојот Син Исус Христос. Ти благодариме за тоа што Ти нас не посети и што во утро си овде помеѓу нас, соберени овде во името Твое, двајца и тројца и поголем број, се смируваме пред Тебе, о Боже, и го бараме Твојот благослов. Бараме одново Ти да действуваш во нашата средина, одново да ги подигнеш срцата наши и заедно со целото небесно воинство, со сите браќа и сестри по лицето на земјата кои се собираат и ово утро, го прославуваме и ние Твоето свето и славно име. Боже небесен, бидејќи
Ти си достоен да бидеш прославуван и само ти си достоен да бидеш величан и објавуван насекаде помеѓу народите. Бидејќи ти дојде да го побораш и спасиш она што беше и е загубено. Господе Боже наш, и во овој час ти се молиме не само за нас да не благословиш и да не водиш, туку и таму каде што се собираат во името Твое на другите места, и таму каде што се осамени и разочарани, каде што сакаат да дојдат и да бидат на таквите собирања, но не можеа, спречени од различни причини. Те молиме ти посети го секој ден, каде што се наоѓа во неговата ситуација. Ти допри се до тело и душа, таа помошта која е потребна на правото место, во правото време. Те молиме погледни на народот ни, помеѓу кој живееме, за да се обратат уште многу други кон Тебе, о Господи. Оние кои што се уште не Те познаваат, кои што лутаат во нивниот живот, барајќи среќа и радост, барајќи мир, барајќи живот. Објави им се Ти и прослави си во нивниот живот. На Тебе ние се препуштаме, со надежта, дека Ти повторно ќе действуваш, ќе не водиш и ќе не благословуваш. А сето тоа смееме да го побараме заради името на нашиот Господ и Спасител, а Твојот возлюбен Син Исус Христос. Послушај ни сега. Амин. Нека во продолжение да испееме слава на Бога и песната број 229. Благослов вечен ке тече, река на небесен мир. Љубов и милост од Исус ветени за сите нас. Благослов вечен ни дај, прскаат капки од милост, духовен дожд ти ни дај. 229 број. Благослов вечен ке тече, река на небесен мир. Љубов и милост од Исус ветени за сите нас. Благослов вечен, благослов вечен ни дај, прскакати од милост, духовен дожд ти ни дај. Благослов вечен ке тече, поројот духовен дожд, омилен живот ке има, плодоносни полиња. Благослов вечен ни дај, прскакати од милост, духовен дожд ти ни дај. Благослов вечен ке тече, сега, оранка спасена знак. Благослов вечен ни дај, прскакати од милост, духовен дожд ти ни дај. Благослов вечен ке тече,
Нека во овој час пред Тебе стоиме, Боже, во Исус бараме спас. Благослови вечер, благословечени дан, раскакајќи милост, духовен дожд и дан. Ќе прочитам од книгата Излез, 19 глава, 2 до 8 стих. Излез 19 од 2 до 8 вели вака. Поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората. И Мојсей се искаче кај Бога и му се јави Господ велејки: кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Саме видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Потоа Мојсей дојде и ги повика народните старешини и им ги изложи сите овие зборови што му ги заповеда Господ. И сиот народ одговори еднодушно и рече: се што рекол Господ ќе направиме. Тогаш Мојсей му ги соопшти на Господ зборовите на народот. Новиот идентитет во Христос. Драги браќа и сестри, драги присутни, овде во 19 глава имаме текст пред нас во кој што ни е откриен заветот кој Бог го склучува со својот израелски народ. Тие излегоа од египетската земја, од земјата на робството. Но не излегоа сами со собствена сила. Не излегоа како резултат на нивното знаење и нивната мудрост. Туку излегоа затоа што Бог ги поведе преку раката на Мојсей. Затоа што Бог беше нивниот водач. Тој им ги даваше упатствата што и како да прават и во кое време да го прават одреденото нешто. Тие се наоѓаат сега во подножието на Синајската планина. Таму на Синајската планина или од Синајската планина Бог склучува завет со својот народ. Тој завет нема да има за нас никаква важност денес, христијаните, или било кој друг човек, ако не зборуваше и за нашиот живот.
Бидејќи тој завет не беше само едно нешто што Бог го прави за израелскиот и со израелскиот народ. Тој завет беше сенка и подготовка за она што Исус Христос го оствари, го направи, кога тој дојде на земјата. Новиот завет, велиме. Не остануваме само на Стариот завет, но Новиот завет, кој наоѓа вистинско и своето најдлабоко исполнување на она што Бог го направи претходно со Израелот. Преку Мојсей, преку Мојсеевиот закон. И така ние денес можеме да го доживуваме тоа најдлабоко исполнување на тој завет кој Бог го склучи со израелците, а и понатаму со секој друг човек на оваа земја кој сака да има дел и сака да биде дел од тој завет. Нека да го разгледаме контрастот на старозаветното со новозаветното. Од Египет до пустина. Од Египет Бог физички го избави Израел од робството, за да го донесе при себе под Синај. А на Синај знаеме дека Бог ја објавуваше својата слава и преку Синај. Преку Синај тој ги објави и заповедите по кои треба да се управуваат израелците. Бог физички ги ослободи. Но пак ќе кажам дека сето тоа немаше да има никаква важност ако не се случуваше нешто многу подлабоко. Во Новиот завет Господ Исус Христос не избавува од многу пострашното робство. Сите знаеме дека физичкото нешто, колку и да е страшно или болно, тоа ќе помине. Бидејќи е ограничено со време. Има свој почеток и крај. Но овде, Бог што прави во Новиот завет, преку Исус Христос, тој прави нешто што никој пат нема да одмине. Тој не избавува од духовната смрт, од вечното одделување од Него. Тој не избавува од пропаст, од робството на гревот. Како што вели и самиот апостол Павле таму во посланието до Колосјаните. Од робството на гревот, смртта и сатаната. Како што Израел патуваше низ пустината кон ветената земја, така е и христијаните денес, или секој еден христијанин, живее во овој свет како странец и придојден, минувајќи низ искушенија, низ својата духовна пустина, но со поглед насочен кон небесниот Ерусалим, кон ветената земја која што Бог нам ни ја вети во Исус Христос. Откривајќи ни дека ние нема да останеме овде за секогаш на земјата. Дека таа земја ќе одмине. Ќе изгори, вели, целата. Но тој ни ветува една земја која што никој пат повеќе нема да се растори.
Бог им ветуваше на израелците земја во која тече мед и млеко. Со други зборови, ќе го имат се она што им е потребно во животот. Без разлика какви се условите таму. Затоа што Бог ќе се грижи и погрижи за нив. Нам Бог ни ветува една земја која е уште попрекрасна од тоа што им го вети на израелците. Физичката земја. Што ни ветува Бог нам? Преко апостол Павле тој ни ветува дека на човек ниту на ум не му дошло такво добро нешто, ниту со јазикот свој вкусил такво сладко нешто, какво што Бог им припремил, им ветива на оние кои се надеваат на Него и му веруваат на Него. Во небесното царство. Од Египет Бог ги изведува, ги доведува до пустината. И тоа не случајно, туку и пустината си има свое место во животот на израелецот и во животот на секој еден човек. Секој ден мора да помине низ пустината на својот живот за да дојде до Христос. Да дојде до местото кое што Бог му го ветува на тоа прекрасно место. Бог им ги дава законите на израелците и тие треба да ги пазат. И читаме во Словото Божие колку често и колку пати само се оддалечуваа од нивниот Бог и колку пати го изневеруваа со тоа што не ги запазуваа законите кои што Бог им ги даде. А всушност и денес не е поинако. Се проповеда Словото, но не секој го исполнува и живее така како што Бог очекува. Зошто е тоа така? Замислете си двајца мажи. Првиот е во брак со строга и посесивна жена. Таа му напишала на чист лист хартија 50 остри правила. Не гледај во нито една друга жена. Дојди дома точно во 17 часот. Купи млеко. И така натаму, и така натаму. Тој ги исполнува тие правила секој ден, но со тежок грч во стомакот. Само затоа што се плаши од викање, казна и скандал дома. Вториот маж е лудо влюбен во својата сопруга. Таа не му напишала ниту едно правило на хартија. Но тој, кога оди по улица, не ни помислува да погледне кон друга жена, сам купува млеко, затоа што знае дека ги треба, и трча дома во 17 часот, затоа што срцето му игра од желба да ја прегарне. Патот на овие два човека и нивното движење е ист. Но мотивот е сосема поинаков. Можеме да ја откриеме разликата. Како христијани ние не живееме под страв од казна. Исус го воспостави новиот завет каде Светиот Дух го запишува законот не на камен, туку на меките ткива на нашите срца. Како што вели сам Бог
преку пророкот Еремија. Ке ги запишам на нивните срца моите заповеди. Христијанинот не лаже, не краде и му помага на сиромашниот не затоа што се плаши дека Бог ќе удри со гром врз него, ако тоа не го направи, туку затоа што сме влюбени во Господа. И затоа што таа негова љубов, која што сме и почувствували и имаме кон него, сакаме да ја покажеме понатаму и кон другите. Го правиме оно што сакаме другите нам да ни го направат. А верувам дека секој еден од нас сака другите према него да се однесуваат добро, праведно, честно, искрено, со љубов, со почит. Нашата внатрешна природа е сменета. Секој ден нека си размисли малку и нека се потсети на својот живот без Христа, кога го живеал, пред да го предаде своето срце на него. Каков живот водел? И нека се погледне себе си, нека размисли за вредностите во својот живот кои биле тогаш пред Христа, да биде примен, и вредностите кои ги имаш во својот живот сега. И верувам дека ќе откриеш една огромна разлика. Послушноста на христијанинот не е плод на страв и на закани, туку на љубов. Возлюби го Господа твојот Бог со сето свое срце. И кога Бог ги дава заповедите на Израелот, потсетете само како гласат тие. Како гласат 10 заповеди? Барем една од нив. Не кради. Всушност, многу подобро би било да се преведе со не ке крадеш. Во тие заповеди, во оригиналниот јазик се крие ветување. Не ке крадеш, не ке убиваш. Тоа се случува тогаш кога едно срце се отвора за него и Бог ги запишува своите заповеди во тоа срце. И тогаш повеќе не е замисливо некој да продолжи да живее онака како што живеел претходно. Нечестно, непоштено, неправедно, во лаги, во секој друг грев. Бог вели, подсетете се само на орлови крилја, ве понесов. Ги издигна на страдањата со кои што беа погодени египетјаните. Бог ги подигна над тие страдања. Тоа е како долу на земјата да има невреме и бура, а ти си во некој авион над бурата. Сигурно и мирно патуваш понатаму. Додека долу на земјата страшно невреме владее и разорува се пред себе. Бог вели, на орлови крилја ве понесов. Тоа беше резултат не заради нивната послушност и нивната добрина, туку резултат на Божјата благодат кон нив. Овој принцип на чиста благодат е основата на христијанството. Ние не сме спасени затоа што сме добри или затоа што пазиме правила, туку затоа што Исус не носеше и не донесе се до крстот. Плаќајќи го
нашиот долг. Како што вели апостол Павле, по благодат сте спасени преку верата. Не е од дела, то не е од вас, за да не би некој да се пофали. Нашите добри дела и послушност се резултат на тоа што сме спасени, а не услов за да бидеме спасени од казната и заканата заради гревот. Мораме да внимаваме на редоследот, да не ги испревртуваме нештата. Замислите се едно мало дете кој невнимателно паднало во длабок, тесен и напуштен бунар. Полн со леплива кал. Детето плаче, гребе со ноктите по студените камени зидови, но се лизга и не може да излезе само. Наеднаш неговиот татко се спушта со цврсто јаже, го зема во своите преградки и го вади надвор на сонце. Со чиста вода му ја измива калата од лицето, од целото негово тело, му облекува нови бели алишта и го носи дома. Детето не излезе од бунарот затоа што беше паметно или послушно. Излезе затоа што таткото се спушти по него. Затоа што таткото го љубеше детето. И го љуби. Ова е чиста благодат. Исто како тоа дете, ние бевме заглавени во живата кал на нашиот грев. Не можне да се спасиме самите себе. Но Исус се спушти во нашиот бунар. Тој не зеде во своите раце на крстот. Затоа христијанинот не работи за да биде спасен, туку работи затоа што веќе е извлечен од бунарот. Целосно радосен, задоволен, со воскит, тој прославува, фали, пее и се радува. Твоите добри дела не се плаќање за спасението, туку твојот одговор полн со љубов кон твојот татко. Кога еден човек е спремен да прифати таа Божја љубов во Исус Христос, тогаш Бог дава нов идентитет. Тогаш Бог прави од нас нови созданија, нови луѓе. И тогаш другите ќе почнат да зборуваат нешто овој човек многу се промени. Не беше таков порано. Беше разбойник или крадец, колку лошо се однесуваше, сега го види. На мравка не згазнува. Тоа е затоа што Бог му дал на тој човек нов идентитет. Го подкрепува и го води, го променува неговиот живот. Народот, на крајот во нашиот текст, вели: се што рекол Господ, ќе исполниме. Откако го слушнаа Божиот глас преку Мојсей. Но брзо пропадна затоа што законот беше напишан на камена плоча, надвор од нив, а нивните срца, вели, беа тврди. Тоа е, мислам, тука клучниот збор, кој секој ден треба да го понесе со себе. Нивните срца беа тврди. Затоа Божите зборови не беа во нив внатре, си останаа само на камените плочи.
И се додека на срце човечко е тврдо, Божите зборови ќе се останат само во книгата. Нема да навлезат во срцето. Кога срцето човечко ќе омекне, ќе се понизи, ќе признае својата грешност, својата немоќ, тогаш Божите зборови од книгата ќе преминат во тоа срце, во тој живот. И тогаш ќе настапи вистински нов идентитет. Понатаму на нас останува да живееме во тој нов идентитет, кој Бог ни го подарува, како негови синови и ќерки. Тој сака да оди со нас до крај, да не води, да не утешува, да не охрабрува, да не подкрепува и кога ние паѓаме да не подига, да не исправа, се додека не донесе до крајната цел во неговото небесно царство. Што останува на нас? Будно да го живееме нашиот живот, да му дозволиме тој да не води и нашето секојдневие треба да се разликува од она на другите. Затоа што тука вели, вие ќе ми бидете свет народ. Не само некогаш, туку и денес, другите во нас, во тебе, во мене треба да видат разлика. Како треба да се живее? Да не се поведуваме по овој свет, туку преку нас Бог да зборува и до другите. Како тие треба да живеат и да се однесуваат со вера и надеж, вистинска предаденост кон Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Нека Тој не благослови во нашето секојдневие, во нашиот живот, за да бидеме вистински пример и за другите околу нас, а преку тоа да биде прославено Исусовото име, кој е достојно за секоја чест и слава сега и во сите векови. Амин. Сега ќе замолам да се исправате за молитва. Колку богато е Твоето Слово, Господи. Преку секоја една старозаветна историја Ти зборуваш и до нас денес, откривајќи ни ги вистинските вредности, откривајќи ни својата волја, упатувајќи го до нас Твојот глас, за ние да се препуштиме целосно на Тебе, поучувајќи се од разните примери на луѓето кои биле пред нас, од нивните постапки, добри или лоши, ние да бидеме поучени, да се пазиме од гревот, од непослушност и од злото, да го предаваме својот живот во Твоите раце и нашето срце да Ти припаѓа целосно на Тебе. Ти благодараме за Твоето Слово кој го испраќаш до нас. Ти молиме, помагај ни да живееме она како што Ти сакаш од нас и Ти очекуваш од нас. Еден живот на вистински пример и за другите околу нас. Дека во Тебе и само во Тебе е вистинското исполнување, вистинската радост, вистинскиот мир и вистинскиот живот. На Тебе се предаваме, Те молиме за Твоето водство и кога ќе излеземе од овде, во домот Твој, води ни преку Својот дух во секоја една наша ситуација. Заради името на нашиот Спасител, а Твојот возлюбен Син Исус Христос, Те молиме, послушај. Амин. Нека во продолжение да слава на Бога испееме сега песната број 326 број. Се му предавам на Исус од срце доброволно, нему вечно ќе му служам, за него ќе живеам. Се Ти предавам на Тебе, мој Спасител мил, се Ти предавам. 326 број. Isus, Hos, Cedo,
Nemu vечно ке му служам, za Него ке живеам. Се ти предавам, се ти предавам, на Тебе, мој Спасител мил, се ти предавам, се му предавам на Исус световност јас напуштам. Понизно кај Исус одам, живота му посветам. Се му предавам, се ти предавам, на Тебе, мој Спасител мил, се ти предавам, се му предавам на Исус станувам. Духо Божи да ме полни, смиреност да чувствувам. На Тебе, мој Спасител мил, се ти предавам, се му предавам на Исус себе си се предавам. Дай ми Боже љубов, сила, благослов подари ми. Се ти предавам, се ти предавам, на Тебе, мој Спасител мил, се ти предавам. Нека сега да ги чуеме децата, ако имат нешто припремено. Господе, пастир мой, ништо нема да ми недостатува. На зелени пасишта тој ми дава потиха. Притивки води ме води. Псалм 23:1. Благодараме.
Што се однесе до информациите, среда има молитвен час, во колку е само, во 6 или во 7? Во 7. И следната неделна богослужба ќе биде заедно со братот Коста Милков. Сакам Бог да ја благословува и на таа служба, а уште повеќе и преку неделата во останатите денови, за да биде секој ден живо сведоштво за него. Мислам дека нема нека друга информација, да нема нешто што треба да се продаде. Веќе има пуштени објава за тинеџерскиот камп, така да тие деца кои размислуваат или ако имате околу вас, може да ги подсетите. Ќе бидат пуштени информацијата конкретно, точно која дата беше. Сега не се сеќавам, ама некаде во јули ќе биде тој камп, додека децата заминуваат на камп. Сега оваа недела, на 15-ти, може да ги подсетувате и да можат тие кои не се пријавени, а сакат да одат да се пријават на време. Сега може да завршиме оваа богослужба со песната број 1 и на крајот со благословот. Може да се исправите. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и за секогаш. Амин.